Да, еве назад со мојот колега Владко Чаловски и нашите гости за овој блок од Отвореното студио 1. Ке третираме една тема, односно посветена на евтаназијата. Нешто што повторно се актуализираше кај нас деновиве, имаше и една трибина. Она гладно прашање ќе се обидеме со нашите денешни гости да го продискутираме, односно ако може така да се каже според на правната и медицинската наука, за да се обидеме, односно и овие две спротивставени страни да се обидат да најдат некаков начин, најпрво и во однос на правниот аспект, кај нас представува кривично дело, меѓутоа ќе ги продискутираме и медицинските и психолошките аспекти. Така што најпрво велам добар ден и добре дојдовте за универзитетскиот професор Дејан Донев. Добар ден и на вас, само што согласно најавата не знам што правам овде. Ке дознаете. И секако доктор Аспазија Софијанова, со која што ќе ги офатиме оние медицински делови. Ајде да започнеме вака. Учествувавте пред 2 дена на трибината, како што споменав, и она главно прашање помалку се доживува како контроверзна тема, но зошто сега повторно става фокусот на сево ова? Прво да, учествувавме и уште поважно ја организиравме, или Центарот за интегративна биоетика при Филозофскиот факултет во Скопје, ја организираше таа трибина, биоетички, правни, медицински и психолошки дилеми поврзани со евтаназијата, односно сите теми кои што овој центар во своето 2-годишно постоење ги третира и понатаму ќе ги третира, се теми за кои што треба јавно да се говори. Значи да не излезе случајот на лоша домаќинка ѓубрето под тепих. Односно, се она што не тангира или е поврзано со животот, па и завршниот стадиум, односно и со смртна, ќе бидат третирани во рамките на тој центар, затоа што е Центар за интегративна биоетика, односно биоетика која што по етимологија значи етика на животот, односно етика за животот и проблемите кои што се поврзани во однос на истиот. Сега, зошто повторно се актуализира или дали воопшто се актуализира, јас повеќе би рекол дека оваа тема, како и следната за месец дена во однос на правата на животните, па потоа за биоетиката и холокаустот во месец мај, за биоетичката едукација исто во месец мај, се теми за кои што прво на состанок на седница нели на тој центар ги дискутираме, ги предлагаме и повикуваме соодветни гости. Значи интегративна значи тоа. Сите овие сознанија од аспект на медицината, пред 2 дена од аспектот нели на правото, професор Тупанчевски, од аспект на психологијата, професор Фрицкант и така натаму, секогаш гледаме да имаме гости од релевантни подрачја кои што со своји сознанија на определена тема можат заедно да седнат, да комуницираат, да дискутираат заедно со јавноста. Значи, идејата за евтаназијата, колку во конкретниот случај, колку и да е контроверзна, треба да се говори за неа и треба да се разменуваат мислења. Впрочем, во овој случај ние сме нешто слично на вас, на медиумите. Прво, среќен ви роден ден, пробивајќи го тој медиумски етер, со ваша позиција, со ваши согледби, нови. Истото го правиме и ние веќе 2 години, го пробиваме тој простор, дисперзирајќи различни информации во смисло од различни луѓе, од различни професии, меѓутоа поврзани под чадорот на биоетиката, таа нова научна дисциплина. И сега евтаназијата дојде на ред, не толку нели да како што луѓето обично велат да го притиснете законодавецот да го смени законот или да ги натерате медицинарите да размислуваат во таа насока, не, многу повеќе колку да се отвори простор за дебата. Во последно време имавме и претходна една дебата, ми се чини, на правниот факултет, заедно со доктор Чадиковски. Тоа беше пред некој месец, иако не се поврзани, меѓутоа се работи од секојдневието. Не можете да ги третирате како табу тема. Или прашање на абортусот, или прашање на сурогат мајчинството минатиот месец кога ја имавме. Токму заради тоа, најверојатно, бидејќи се третирани како табу тема или контроверзни, добро што повеќе како што велите да се зборува и да се отвараат тие. Да ги отвараме, да дебатираме меѓутоа од различни фели. Так. Да не биде само биоетичкиот аспект или само етичкиот аспект. Биоетичкиот ги подразбира сите други струки кои што или сите други науки, односно сите други професии кои што се занимаваат со прашања поврзани за животот. Да не биде едностан. Добро, бидејќи сега велите нели дека
се отвара една дебата, една полемика. Ова е спор, како што Јана рече, на правото, на медицината и на моралот или психолошки проблеми. Вие доаѓате од различни сектори. Јас очекувам да имате различни ставови. Не знам колку се вашите ставови различни, меѓутоа, дали евтаназијата е кривично дело убиство или е милосрдна постапка за олеснување на нечија смрт? Прво благодарам за поканата. Честитки за роденденот, многу близко до мојот, така да навистина ми е драго што да гледам вака. Посебна благодарност до професор Донев, кој практично прави една иницијатива која за нас, медицинарите, лекарите генерално, е малку интересна, да не речам, веќе не спојува во еден друг сегмент, значи го екстрахира оној дел што е од пракса, што го гледаме во секојдневието, и една, да кажам, средина што ја фаќаме ние, која е малку стерилна, искрено кажано. Значи, ние учиме медицината, влегуваме конкретно во лекување, спасување на човечки животи, и вие добро знаете дека јас веќе 30 години работам на Универзитетска клиника за детски болести, професор сум на медицински факултет, но мене ми е мојата област интензивна негатерапија на неонатолошките, односно на новороденчињата и на децата до 18 години, што впрочем се вклопува со овој момент на мое ново почнување на размислување што јас уствари правам кога го работам мојот дел, буквално екстрахирајќи се со сите своји емоции кога имате дете кое практично е во таква една животна состојба во која животот практично е многу тенок до на друга страна, како ние се однесуваме во тоа како лекари, и веќе дружбата со колегите, односно со овој проект кој што претходно ни беа гости, апсолутно отвара нови дилеми и апсолутно ни го шири умот на нас лекарите, во отворено го кажувам, како впрочем ние треба да размислуваме и малку поразлично веќе да гледаме кон одредени нешта. Тоа не значи дека нели ќе се усогласиме во сите ставови, но широчината веќе сама по себе се отвори. Нивните ставови, филозофски, психолошкиот аспект, и веќе како што прашавте професорот Тупанчевски, многу убаво кажа, бидејќи претходно зборувавме дали досега века Софијанова си го направила, некогаш е практично едно само мало вртење на копчето и, да кажам, терминирање на... Се соочили ли вие со такви барања? Иако е во Македонија недозволена, вие дали сте се соочили? Да, јас го кажав тоа и го споделив исто така и на оваа трибина, и е ред човек искрено. Да, имаше некоја информација дека десетина пациенти имаат веќе побарано ефтаназија. Имаат побарано, може тоа да се побара, особено кај возрастите, нели, прашање на таа граница. И професорот тука особено го кажа делот правен, дали имаат, кој одлучува за нив, како вие, кој сте вие да одлучувате на крајот на денот, нели, за нечие терминирање на крајот на животот, но апропо на прашањето дали е тоа блажена завршување на животот или е тоа сепак убиство, сепак заклучивме дека во основа представува убиство. И тука веќе нема дилема околу тоа дали ние треба да размислуваме за тоа или не, и не сме ни размислувале. Верувајте, имавме етичка комисија во која јас бев на клиниката пред неколку години, каде исто имаше детенце кој се знаеше дека крајот на животот го очекува, ама кој сте вие да го судите тоа, цените и можеби колку луѓе да се потпишат на било какви, да кажам, документи. Правото е на страната секогаш на пациентот, можеме да, не да Боже, го изгубиме тој момент. Добро, ако е легализирана во Холандија, во Белгија, во други држави од Европа, од светот, пошто тие лекари, доктори би биле поразлични од нашите за да прифатат морално дека таа евтаназија може да се изврши и тоа е легално? Убаво прашање поставувате и ме подсетува тоа на колегите од Холандија, од кои ние, професорот Тупанчевски спомна дека таму дури кај новороденчиња може да се случува тоа, кај нас апсолутно не ни сме помислили, искрена да бидам. Имавме пример на колеги од болницата од Амстердам кои коментира за една тешка асфиксија, значи многу тешко родено дете со многу ниски оценки, која се знае дека се очекува понатаму да има практично неквалитетен живот и евентуално чести инфекции да го однесат и во првата година. Тие применуваат најсовремени методи кои ние ги имаме се и се останато, и после 72 часа се состанува таа легално одредена комисија која одредува ако има равна линија или многу слаби бранови на мозокот, дека практично тоа е, нели, да кажам на некој начин вегетирање кое би требало да значи и исклучување, и тоа го правеле. Да, меѓутоа мене ме потикна тоа.
Што значи тоа? Како тие може тоа да го направат кога еве јас сум била во таква состојба, меѓутоа никогаш од внатре едноставно и морално и етички и секако и тука нели сега ќе можеме веќе да се токму може би затоа што медицинската професија подлежи на нешто што се нарекува етички кодекс. Лекарскиот етички кодекс, односно Хипократова заклетва, и не би сакале да се косат едно со друго. Колку е тоа издржано во 21 век? Прашањето, нели, како тие во Швајцарија, да речеме, го прават тоа, пошто Швајцарија станува во Европа мека и медина по оваа прашање, и тоа и Тупанчевски го кажа пред 2 дена дека всушност имаат и еден облик на туризам поврзан со евтаназијата, луѓето одат таму и таму на крај нели се извршува тој последен чин. Зошто тоа не се прави кај нас или во соседството? Зашто многу добар одговор од публиката добивме во вид на прашање, меѓутоа и во вид на одговор. Дека е прашање на култура. Како се разбира смртта таму, како се разбира кај нас. Или уште подалеку, ако одиме, во некои племиња, да речеме, во светот, постои правило согласно на кое, кога вашиот родител ќе направи 80 години, или 70, или 90, не е важно, имаат граница горна, без разлика дали тој е здрав или не е, мора да го заврши својот живот. Односно, да отстапи простор за следниот кој доаѓа на негово место. Не би било убаво, нели, да го опишувам целиот случај како тоа го спроведуваат, меѓутоа, постои како убедување и како пракса. Водејќи се од еден таков пример, може би они имаат поразлично разбирање на смртта од нас, или прифаќање, и второ, многу битно нешто е во ред. Ако медицинарите, нели, се држат до Хипократова и така натаму во случајот на евтаназијата, што правиме во случајот на абортусот? Да. Или законот мора да наложи, па подоцна тие да го спроведуваат. Во случај кога имате правило кое законодавецот ви го пропишува, тогаш што? Моралот го тргате настрана и велите, ама согласно на законот ја морам да го извршам тоа. Без оглед дали е спротивно или не е спротивно на мојата професија. Да, апропо треба отворено за тоа да дебатираме. Дали во медицинската професија единствено правило ќе биде етичкиот кодекс, Хипократовата заклетва, или ќе биде законодавството кое пропишува за случај на евтаназија. Да, дозволено или не забрането, освен во некој случај или во секој случај, или прашањето, да речеме, за абортусот. Да, ќе се врши, не, нема да се врши, има ситуации во кои се врши или нема да се врши, така натаму. И не само за овие прашања. Исто, сурогат мајчинството, например. Ние имаме еден од најлибералните закони сега за сурогат мајчинство. Што ќе се случи за некоја година, нели, која ќе дознае останатиот дел од светот, ќе станеме туризам за плодност. И веќе, барем јас добивам повици од мои колеги и колешки од странство кои што велат, го донесовте законот, знаете, имам пријателка или имам пријател кој што би сакал, како тоа да го регулираме кај вас? Вака сега како што се поставени работите кај нас од сите аспекти, има ли можеби можности за злоупотреба на ваквиот чин? Да речеме, такви скриени случаи, можеби во медицински цели, може ли на некаков начин се во ова да се злоупотребува? Затоа и стравот постои реално и затоа постојат овие ограничувања кои се веројатно и реални, и затоа постои правото кое треба да не држи во одредени рамки на однесување, и сметам дека јас барем имам малку поконзервативен став и затоа ги викаат скриени, нели? Затоа ги викаат скриени. Ако воопшто постојат, нели, се скриени. Знаете како, иако ни отворивте, морам да признам, значи ова баш интегративност што почнуваме веќе да ја развиваме на овие простори, навистина ја поддржувам и ми е драго што е прв пат да говориме на оваа тема, вака интердисциплинарно во принцип, и одредувањето на евтаназијата и сурогат мајчинството, бидејќи во тој дел имавме навистина многу убави разговори, е нешто што ја прави нашата држава и ќе ја прави и понатаму веќе интересна, вака, бидејќи навистина отвараме и ние европски, светски теми на разговор, но мораме да бидеме сепак многу предпазливи, бидејќи понекогаш е тенка линијата на грешка. А сепак сме луѓе и затоа заеднички вака кога дебатираме ќе дојдеме до одредено решение. Кое ќе ги задоволи културните норми, културолошките норми, нели, на оваа држава, ќе ги задоволи законодавните и филозофските и психолошките, а се разбира па и на крајот на денот и на пациентот кој јас така и собратив. Знаете како впрочем изгледа пациент во болка, кој се наоѓа во една таква фаза, и ние правиме све од лекарски аспект да ја намалиме болката, да ја навистина да го олесниме тој момент кој е таков каков што е. Меѓутоа,
тој најдобро знае, а ние сме должни по Хипократовата заклетва да направиме се што е најдобро за пациентот. И сега странците малку по малку го намалуваат тој агресивен третман и со тоа намалување пак можам да речам правите некој тип на отстапки кој можеби и тоа не треба или треба да го размислуваме. Ако мене ми е дозволено како гостин да поставам прашање, што во случај на тераписко насилство? А ето тоа е тоа, тераписко насилство и тој израз го слушнав. Затоа што пациентот не сака или Да. кажува доста ми е, почитувајте ја мојата желба, мојата волја, како што достоинствено сум се родил, а не сум бил прашан, барем на крајот прашајте ме и би сакал да го задржам тоа достоинство. Зборуваме, значи, да не бидам погрешно сватен, зборуваме само стриктно за случаи кои што се терминално Болни. Точно сте сватени. Случај на карцином најчесто, во финална фаза, завршна фаза, нема повраток. Затоа медицината за мене бреме многу интересна. Колку напредува, толку повеќе отвара и дилеми. Така. Затоа што она измислува нови лекови во ред, меѓутоа не може да го излечи канцерот. Може да најде терапија да го пролонгира живот, ама не може да го излечи. И сега кога ќе дојдете у завршна фаза и нели пациентот вели би сакал достоинствено, не сакам да бидам запомнат, да ме гледаат вака, не сака да прима посета и така натаму, сака да биде запомнат кога бил весел, жив, здрав и така натаму и вели ја би сакал да го завршам тоа. Каде е проблемот? Зошто некој да не може да го изврши? Дури и прашање дали е убиство во овој случај. Туку е подпомогнато само убиство. Внимателно ве слушав и колку што јас го разбрав, корените на разумноста доаѓа од поимањето на самата дилема, дали е прифатлива или не е прифатлива според нормите. Во таа насока, што е она што добиваме од самата евтаназија? Ама нормите не се нешто еднаш за секојаш дадени. Нормите се креираат врз основа на вредноста која ја бирате согласно даден момент. И затоа моралот се менува на 30, на 50, на 70 години. Може би е време да го смениме. Така, да. Моралниот урнек кој го имаме, може би е време да го смениме. Сега да се вратам, ајде, иако не радо тогаш медицината е стрикна, но... Тоа е тоа. Она е екзактна, не е стрикна. Она е екзактна. Затоа што работи, нели, со константи и се обидува да продуцира подобри услови на живот. Меѓутоа, тоа не значи, нели, персе, слепо верување, каде е запрашаноста. Впрочем, ниту една наука без она аристотелски кажано зачуденоста не ни почнува. Идејата е таа зачуденост како да биде за добробитта на човекот, а не да биде за комерцијални цели, како што во 20, особено 21 век, кој што го заграбавме со живење, се повеќе го правиме тоа. Проблемот е, значи, за евтаназија, да можете да ја промените нормата, сходно на што законодавецот би донел закон со кој што сосема стриктно би одредил во кои услови може, во кои не. Затоа што вака е, сега иако не е соодветен примерот, меѓутоа пластично берем да го погледнеме, исто како со законот за пушење. Или против пушење. Им забранивте на едни, на други им дозволивте, нели, да не се пуши во просторијата, ама другите ги дискриминиравте. Ја тоа го велам дискриминација. Овие да мрзнат надвор, ама постои нешто што се вика непушачка или пушачка солидарност. Па сега сите од кафиќ, нели, од ресторан се надвор и потоа па влегуваат внатре. Така и ова, го забранувате, а што правите со оние кои што молат за тоа? Веројатно така би се олеснила и моралната дилема кај лекарите. Да, веројатно и тој товарно... Пак ми отвори дилема. Значи, вие не знаете како беше... Најбитната идеја е да, всушност, дека вие не можете да најдете финален одговор, конечен. Етиката не постои за да ви даде готова рецептологија. Нели, во медицината, докторе ме боли глава, 2 кафетина решаваме проблем. Сваќате? Во етика не. Етика е онаа која што ве гура напред во критичко размислување. Првиот импулс го дава за да пробате да седнете, се преиспитате, размислите. Меѓутоа, прашање е дали ќе дојдете до конечен одговор и впрочем дали воопшто има конечен одговор. Ако нормите се менуваат на 30, на 50, на 70 години, како такви, сходно на едно место на живење, се менуваат и решенијата. Доколку има законодавна норма во која што лекарите би можеле да се држат во одредени рамки кога ги имаат тие морални дилеми, може би и би им ја олеснила работата при случај на евтаназија. Не знам колку би им ја олеснила. Пред некој ден
читав хрватски портал беше, каде што вели во однос на абортусот. И сега се е дозволено, нели може да се врши не знам што, и еден од лекарите решава да се повика на право на совеста. И тоа анестезиолог. За време на постапка се повикува на право на совест и излегува од сала, без анестезија. Пациентката, оставена. Значи, не баш секогаш правото ќе им дозволи до тој степен да се повикаат или да не се повикаат, односно слепо само да го извршуваат. И нас ни се отворија многу дилеми. Да, сум имала и блиски случаи вакви, дефинитивно сме размислувале, претпоставувам сите, но имаме гледач на линија, барем еден да му отстапиме простор. Добар ден, повелате во програмата. Ви благодариме за трпението. Повелате. Слушаме? Да, слушаме, повелате. Така, сега моето размислување е вака. Ова е многу комплексно. Од сите аглија се нормално разгледа, дури од филозофско, и од христијанска страна, од верска мислам, и од муслиманска, било како да се разгледа од сите можни страни, психолошка, хумана, било како. Ова е тешко прашање, без дискусија. Видите, само малку ќе кажам дека кратко е на мала сторија, некој човек е згазнал некоја мрава и убил. А другиот му вика, зошто ја уби? А ја убив така. А дали ти ја створи? Не. Дали ти даде живот? Не. И знаете, од тука излегува прашањето, значи, вистина сме ние, како што рече господинот, дека ние, ако се сложиме на еутаназија, тогаш нема дискусија дека учествуваме во овој смрт. Било директно, индиректно, му помагаме да умри некој. Меѓутоа, да не забораваме дека сме ние, пример, некои се муслимани, некои се христијани. Сега јас сум христијан. Од христијанска гледна точка, то не е дозволено, го имам добро читано и Новиот и Стариот Завет, такво нешто немам сретнато до сега, да му се помогне некому, имало вакви ситуации во борба, например, во војни, некој моли да го убијат. Не може да излезе, знај, гледа сиот, ја искасате целиот. Има ситуации кај што на филмови сме гледале, помогнали да го убијат, да нестра, исечен целиот. Меѓутоа, во денешни услови во кои ние живееме, кога имаме една модерна медицина, имаме многу можни средства, доктори, медицина, скенери, шо ли нема, вие многу повеќе знаете, да ова се даде да се помогне, ова е многу деликатна работа. Да. Немам конечен збор. Во интерес на времето ви благодариме за вашето јавување и споделениот став, ја разбравме вашата порака. Но да, ова се сите дилеми за кои што претходно зборувавме и секој си го толкува, ете, некој од верски аспект, да. Некој, тие се... Само во биоетиката, ако тргнете, основно имате три позиции. Првата позиција е ова за која што и гледачот, нели, зборуваше, тоа е етика на светоста на животот. И тоа е најчесто религиозната позиција. Бог дава, Бог зема. Значи нема што ние интерференција внатре нешто да се мешаме, да одземаме и така натаму. Постои уште еден пристап според кој нели се вели тоа е етика на квалитетот на животот. Ама треба да ги пронајдете и кои би биле тие со општ консензус критериуми според кој еден живот е вреден или не е вреден. Дали е тоа дали се работи за индивидуални критериуми или за колективен со консензус донесен. И третиот е овој последниот, либералниот, кој што вели макар што многу погубно и погрдно звучи, меѓутоа вели нема потреба толку да се трошат пари на машините за одржување во живот, едноставно целата постапка станува прескапа без однапред да знаете колку време барем од прилика и колку средства би потрошили за тоа. Но тоа е веќе... Ете, тука знам, тука ги разгледувавме и тогаш. Јас во оваа прилика само ќе го напоменам моментот околу нели кост-бенефитот на човечкиот живот, кој сепак не можеме така да го категоризираме материјално, иако и дури еве и духовно земајќи те го во предвид дека сме имале случаи пред 12 години, јас го дадов и како пример на детенце кое што беше во таква состојба, каде практично сметавме дека секој минут веќе ќе запре неговиот живот, меѓутоа се одлучивме некако со родителите да патуваме да го однесеме во Словенија. Тој е добро познатиот Јован, кој практично од кома, после неколку години, еве го сега сосема нормално дете. Тоа беа тенки минути на ние ништо не направивме, само помагавме во делот од медицината за да го одржиме во живот со апаратурата, машината која дишеше за него и сите тие останати работи, со авион го однесовме. И тогаш не го одговорив, ама еве сега ќе го кажам пред публиката, при патувањето јас морав како лекар
да потпишам цела документација што ќе се случи доколку нешто се случи во авионот. Значи, ако не дај Боже се случи нешто, значи целата одговорност беше моја. Тоа беше исто така голем, да речам, голем чекор во тој момент. Тоа дете после тоа, кога веќе стана од комата, од која ние практично, ете, затоа велам, тоа малку копче фалеше, да ако отидеше на таа страна, детето немаше да биде меѓу нас, ама еден случај го паметам и го кажувам во овие години. Ама еден случај, и знаете колку значи еден, како да спасување на еден живот, како цело човештво да сте спасиле. И сега тука цело време ги размислуваме, меѓутоа сепак би се сложила со дел од неговите ставови, бидејќи имаме навистина многу допирни точки, отварање на дилеми кај нас како лекари, кој пак ќе речам не е само стерилно да работите работата во ред, окей, ќе го ставите и на машина и агресивна терапија и медицината оди напред, сите нови лекови ги применуваме со цел да го квалитетот на животот подобриме, ама во некој случај кој квалитет го подобруваме и така натака и, и тоа така е дискутабилно. И кој тоа. Квалитет, односно кој е критериумот по кој што ќе кажете ова е квалитетен или не. И второ, дали е колективно или индивидуално, дали е моја одлука. Дали имам подпишано согласност, дали, нели, како се носи семејството во крајни ситуации. Тоа е најосновниот пример. А имате примери во кои што, не знам, пациентот е во кома, а треба друг да одлучи за него. Некој од семејството, или во случај кога е сам, треба медицинскиот персонал, па кога тоа треба да се, па како треба. Затоа е потребно да се отвараат и да се дебатира за овие теми, не дека, нели, не ќе дојдат брзо и кај нас. Верувајте, ќе дојдат брзо и кај нас. Само што треба да бидете подготвени да размислувате на овие теми, односно да создадете еден терен, условно кажано, да отворите простор за размена. Добро, ние овде отворивме доста дилеми. Верувам дека на крај сепак е секој со својата одлука, кога тој би се нашол во таква ситуација, како му говори внатрешниот глас, дали е правилно или не е правилно. Да, следна прилика ќе ги повторно ги преиспитаме ставовите и отвориме многу прашања, бидејќи ова не е дефинитивно за месец дена имаме уште една трибина за правата на животните. Всушност, тоа е уште една тема, евтаназијата на особено на бездомните животни, не тоа ќе го оставиме за следниот пат. Ви благодариме што дојдовте во студиото. И нам ни е секако драго. Јас и Јана овде го завршуваме овој дел. Се гледаме од понеделник, кога ќе влеземе во втората година од постоењето на Еден ТВ. Пријатно. Среќен роден ден, Еден ТВ.